Ова издание. Од денес нема рестрикции за влез во САД на меѓународни патници. Олеснувањата важат и за поголеми. Како лекарите во САД се справуваат со долгорочните последици од ковид, кои траат и со месеци по заразата. И за крај, Глас на Америка ве носи на единственото место во светот, каде алигатори и крокодили живеат заедно. Почнуваме веднаш. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. ВМРО ДПМНЕ денес поднесе барање во собранието за гласање доверба на владата. Премиерот Зоран Заев на Фејсбук рече дека мнозинството од пратениците стојат зад него. Што е најново за ова, читајте на нашата веб страница и социјалните медиуми. А САД денес ги отворија границите за сите вакцинирани меѓународни патници. По година и половина рестрикции САД се отвораат за Бразил, Кина, Индија, Јужна Африка, Обединетото кралство и поголемиот дел од Европа. Забраната за влез се укинува и за Канада и Мексико. Влада изјави дека целта е да се нормализира патувањето, додека истовремено се спречува ширењето на COVID-19. А од другите вести поврзани со пандемијата. И месеци после зараза со ковид, некои граѓани чувствуваат хроничен замор, несоница, срцеви проблеми и тишкоти при дишење. Еве како лекарите во САД ги третираат овие симптоми. Дури и по излекувањето од ковид, многу луѓе јавуваат за несакани симптоми со месеци. Според извештај на Fair Health, непрофитна организација фокусирана на транспарентноста во здравствениот систем, околу 15 до 20% од оние кои што имале коронавирус имаат симптоми и неколку месеци потоа. 14-годишната Шона Мортон од Кливленд имала ковид пред една година. Кога ми се врати сетилото за мирис, не беше како порано. Обичната храна ми имаше мирис на изгорена гума. Навистина необично. Лекарите долгиот процес на рехабилитација го нарекуваат долгорочен ковид. Светската здравствена организација таквите пролонгирани симптоми ги нарекува пост-ковид. Се манифестира кај луѓето со историја на прележан ковид и трае по 3 месеци од излекувањето. Нема објаснување или алтернативна дијагноза. Центарот за контрола и превенција на болести наведе 18 симптоми, меѓу кои кашлица, главоболка, проблеми со дишењето, несоница, понекогаш и хроничен замор. Тоа е доминантно. Заморот честопати од пациентите е опишан како проблем со концентрација. Доктор Линда Женк работи со пациенти пост-ковид на Универзитетската клиника Станфорд. Еден од предизвиците е да се има добра дијагноза. Има јасна поврзаност од постоење на симптомите кои ги немале пред ковид и нема друга коинциденција со други здравствени проблеми. Експертите велат дека промената на расположението, анксиозност и депресијата се мощни чести. Поранешната медицинска сестра Лејни Бонд вели дека незината група на поддршка има нови 1500 членови недавно. Фокусирани сме на едуцирање на пациентите за лекување. Американскиот институт за здравје лансираше проект од $470 милиони, чија цел е истражување на симптомите пост-ковид и пронаоѓање соодветно лекување. А многу либанци кои го изгубеа пристапот до нивните банкарски депозити се вртат кон користење на криптовалутата биткоин. Смета дека користа е поголема од ризикот. Во 2019 за време на крахот на либанската економија, клиентите не можеа да пристапат до нивните сметки, бидејќи банките поведоа строга контрола на капиталот и ограничување на повлекувањата пари. Дел од странските банки ја замрзнаа соработката со либанските финансиски институции, со што стана тешко да се испраќаат и примаат пари во и од Либан. Ова беше уште еден сериозен удар за економијата, која во голем дел зависи од дознаките од странство. Во неможност да пристапат до своите пари, некој, како доктор Феријал Хелу, почнаа да користат криптовалути. Катастрофално чувство е да не можете да си ги земете собствените пари. Молите за вашите пари. Најужасно чувство е да молите за вашите пари. Сепак, комплексноста и недостатокот на регулација на пазарите за криптовалути со себе носи и ризик. Првиот човек на Американската комисија за хартии од вредност, Гери Генслер, пазарот со криптовалути го спореди со дивиот запад.
The only reason I would say they call it the Wild West. Мислам дека единствената причина поради која го нарекуваат Див Запад е зашто нема поддршка, нема кому да се јавите да си ги добиете парите. Мора да бидете попроникливи, повнимателни во тоа што ги користите овие производи. Во суштина е добро луѓето да научат како самите да ги користат нештата. Кога институциите кои треба да го одржуваат системот се одговорни за неговиот колапс, ризикот со криптовалутите може да изгледа поприфатлив. The common US citizen or the Canadian Просечниот американски, канадски и европски граѓани неминал низ процес во кој се обидува да ги повлече своите пари од банка, а да не може да го направи тоа. Надар Дирани е трговец со криптовалути. Им помага на клиентите да пристапат на глобалните криптопазари. Неговата канцеларија е во сиромашно предградие на Бејрут. Банката, која се наоѓа преку улица, е заштитена со челични плочи, за да се заштити од гневот на сопствените клиенти. За Дирани, неговата работа е повеќе од трка за профит. Helping this community. Една од моите главни цели е да ја помогнам на заедницата. Секогаш кога некој ќе дознае за криптовалутите, сваќа дека може да има сопствени пари, со кои може да прави што сака, кои нема да бидат контролирани од корумпираните банки или нема да бидат земени и замрзнати од некој од власт. За Хелу, која предходно не знаела за постоењето на биткоин и други криптовалути, тие сега се од непроценлива вредност. За мене биткоинот е најдобриот начин сега. Подобар од банките. Овде или во Европа или каде било. Многу е лесно. Креирате паричник и ги префрлате средствата за една секунда каде и да сакате. На пазар кој е толку подложен на нестабилност, неизбежно ќе има и победници и губитници. Но засега криптовалутите им дадоа опции на либанците кои секојдневно се справуваат со нестабилноста. Everglades е најголемо мочуриште во сад што се наоѓа на југот на Флорида. Ова е светско заштитено подрачје со богат растителен и животински свет и е единствено место во светот каде крокодили и алигатори живеат заедно. Гласот на Америка разговараше со жител кој го раскажува животот таму. Погледнете. I've been around the Everglades my entire life. Цел живот сум околу Everglades. My father used to drive airboats. Татко ми возеше чамци на воздушен погон со неговите пријатели во 60-тите, 70-тите, 80-тите години. Ловевме риба заедно, гледавме алигатори. Почнав да возам тури пред 7 години, а пред 3 почнав и собствен бизнис. Супер е. Ова е прекрасно место, има специјално место во моето срце. A lot of people actually think the Florida Everglades is, marsh. Многу луѓе мислат дека Everglades во Флорида е огромно мочуриште, но всушност е најбавната река во светот. Дури и домородните индијанци кои живееле на ова место ја нарекувале река од трева поради густите растенија во неа. Има места во Everglades кои се малку подлабоки, но водата се движи само 30 метри за еден ден. Morning. So the majority of our vegetation around us, this is all lily pads out here. Најголем дел од вегетацијата се воден лилјан. Зелените и црвените цветови сега преовладуваат, но има и жолти, сите потекнуваат од ист коренов систем. Виолетовото на левата страна е плевел, што многу го знаат како виолетов лилјан од водни градини. Достигнува околу 45 сантиметри над површината од водата. Има и овошни дрвја, како мочуришна јаболкница или попозната како алигаторска јаболкница. Паѓањето на јаболката во водата предизвикуваат внимание кај алигаторите кои понекогаш и ги јадат. I started running airboat tours and this felt like it was always my calling. Откако почнав да возам тури, почнав да се чувствувам како ова од секогаш да требало да биде моја професија. Сакам да сум соединет со природата. Среќавам многу луѓе со кои комуницирам на различни нивоа. Знам многу за дивиот свет, за животните и за вегетацијата во водата. Everglades од секогаш ме фасцинирал. Одамна сакав да имам свој бизнис. Ме радува ово што го правам. Everglades е мојот дом. Благодарам што не гледавте. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Пријатно утре.